Почитувани колеги и колешки, со должно внимание ве пратев. Многу поумни луѓе од нас кажале, заглавени во минатото не можете да ја погледнете и днината. 11 години спомнувате, само да ви кажам, не постои поголем степен на режим од заевизмот. Споменувате Мерцедес, тоа на М, сега во моментот се вози вашиот премиер, функционерите сите и во истите го пречекувате делегациите кои што овдака доаѓаат на посета. Тоа ве демантира во целост. Апелирав, кога го поднесовме овој амандман, дека треба да собереме храброст, заради тоа што истиот е се само не политички амандман, и да покажаме разумност и храброст. Едно што им кажеме на владата дека начинот на кој што го концепирате буџетот и сите средства ги насочувате само кон институционален подкуп во пресрет на локалните избори е сосема погрешен начин на работење. Честитам колега за сите тоа што вие го имате направено во Радовиш, доколку добро ве разбрав, и тоа е одлично. Донациите, впрочем, од нашите партнери се добар сигнал за да ја зајакнеме соработката. Меѓутоа, Македонија не смее да живее од донации. Ние тоа го видовме со вакцинирањето, сега вие повторно го споменувате и во однос на противпожарните возила. Ние сме независна, самостојна Република Македонија и конечно е потребно во оваа држава да се покаже степен на компетенции, на вештини, на разбирање на работите и на вистина да успееме да набавиме возила, а не да живееме од донации. Ве молам, ако не ве загрижува сликата од вчера, каде што навистина се појави во јавноста, како и на каков начин се случува вакцинацијата во поруралните средини. Ако не ве загрижува сликата каде што ви ја покажав со наслов дека противпожарните возила во Македонија треба да завршат во музеј, дека шлеп служба е потребна за противпожарно возило, и се подпирате на донации е навистина загрижувачки. Затоа ќе вас замолам, повторно апелирам, амандманот навистина не засега сите, да излеземе од склопот на оваа политичка матрица и размислување и да покажеме храброст, како и да дисциплинираме владата дека начинот на кој што ги креира политиките 5 години е погрешно. Ви благодарам.